Не знам, мислам дека судството треба да престане да чека одлуки од политиката. Јас кој што гледам, јако го свеќам работа, да се чека практично донесување на овој закон кој би решил као демек и судбината на СЈО, но особено демек да го реши спорното прашање за тоа дали истрагите почнати по, односно обвиненијата подигнати по 18 месеци од преземањето на бомбите можат да продолжат. Тоа по мене е погрешно, сум го кажал повеќе пати. Нема врска со актуелните судења? Бидејќи не го решава проблемот. Значи, проблемот, едно решение за проблемот и своја визија даде Врховниот суд, со кое што очигледно не се согласува обвинителството. Се чека некое латентно толкување. Еве, вие кажете ми кој би можел да даде толкување за овој закон кој што е практично и дел од Пришинскиот договор. Такви, да речам, оригинални ликови вистински кои што би учествувале да знаат идејата на тој спорен член 22 или некои други прашања, во моментов нема. Такви изјави дадоа само врховите, па и самиот премиер врзано дека тоа било, рокот бил предмет на договор, кој што во тој момент беше јасен, а релативно беше јасен и од самото постапување на СЈО, бидејќи тие брзаа со доставување на предметите, па после тоа затише. И сега некако со сила се бара, би рекол, некое решение. Не е добро што во општеството постои поделеност, во смисла да правниот систем е суштински поделен. Една недоверба, например, према Врховниот суд, од друга страна се Министерството за правда и обвинителството, делумно со нив повеќе или помалку странски амбасади. Судството, ако сака да покаже дека е судство, мора да пресече по право, не по политички. Значи, до сега овие прашања цело време ги решаваме со политичка позадина. Значи, навивачи, не знам, за СЈО, против, не знам, елитата што се гони. Мора правно судот да трне по правото, а судиите кои што гледам во овој момент се меѓу чеканите на колоната во смисла на тоа ако одлучат дека тие обвинителни акти или предлози треба да се отфрлат, ги чека критика, да речем, од јавноста, од правда. Одведнаш би биле ставени во кош дека не знам ја попречуваат правдата. Од друга страна, ако го прифатат мислењето на Врховниот суд, сега во основниот за овие предмети, веројатно ќе бидат изложени на оценки на повисоките судови, особено Врховниот, а богами и пред Европскиот суд за човекови права, кој што во некој случај има донесено јасни одлуки дека со судбината на граѓаните во момент кога за нив ќе настапи околност која што доведува до запирање на постапките, не може да имате. Тоа ќе не се случи и за истрагите во Страсбург веројатно, а и за помилувањето. Пресудата на Страсбург во случајот Лекса баш зборува за овој тип на ситуација кои ги покриваат двете. Значи, едно помилување во тој случај кој што е повикано, Страсбург го гледа како повреда на човековите права, бидејќи државата не може да си игра со судбините на граѓаните. Во овој случај и за овие случаи Страсбург не гледа сега што ние гледаме политички, па навиваме, бидејќи знаеме заднината на случајот и на сите, да речам, злостори на таа политичка елита што ја зароби државата, гледаме малку навивачки. Правото и правните гаранции се секогаш на страната на обвинетите и нив ги гледа како потенцијални жртви на актуелниот систем. Им дава некои процесни гаранции. И Страсбург го гледа од оваа перспектива, не го гледа од нашата перспектива или од перспектива на амбасадите. Така што мислам дека судиите мора да пресечат по закон и гледам дека се внатре поделени. Баш ме интересира како ќе се разреши приказната. Во секој случај новиот закон не може да разреши, бидејќи тој не може наназад да уреди дали некои истраги треба да продолжат. Ако истрагите треба да се опрат, не може еден закон од после да ги продолжи. Се погласно во јавноста се пласира тезата дека е возможно специјалната јавна обвинителка Катица Јанева со постојниот закон за СЈО да добие некаков ВД мандат од уште една година, бидејќи важеле прописите во јавното обвинителство, сите оние што не биле предвидени во законот за специјалното јавно обвинителство. Како гледате на таа опција?
Искрено да ви кажам, тука без друго ова е исто тешко прашање правно. Има аргументи и за едната и за другата страна. Од практичен аспект, тоа е точно ова толкување што го кажавте дека кога би се толкувало како дел од обвинителството, би можело така да се реши. Меѓутоа, ако го толкувате како една институција lex specialis, би можело да има и поеднакво мислење. Тука навистина, што вика Дворкин, во тешките ситуации принципите треба да ни помогнат да ги решиме и останува на правните институции да ги решат по правни принципи, а не по политички. Значи, нашиот главен проблем е што многу од овие прашања ги решаваме со политичка мотивација, да речам, или некако навивачка.